Најнапред добар ден на сите и благодарност до сите представници на медиумите што се озваа волка број и за среќа и наше лично задоволство, колку многу камери, колку многу интересирање од јавноста одавна не сум забележал во нашиот град. Тоа значи дека оваа работа која е инициирана и која започна да се реализира во Охрид оваа година е добра и се надевам дека понатаму ќе има уште поголеми успешни и други презентации кои ќе бидат резултат на она што ќе го работиме во наредниот период. А самиот почеток да ви информирам дека ова е за прв пат во Република Македонија да се започне со иницијатива за отворање на волонтерски работни камп. Тоа значи дека ова е продолжување на акцијаштвото кое започна во Охрид пред 30 години со организирањето на првата сојузна работна акција Охрид 84-та, за потоа да продолжи во 85-та година со акцијата Брег на младоста 85-та. После 3 децении имаме можност во нашиот град да ги поздравиме представниците на голем број акцијашки клубови и бригади од поранешните наши простори, односно од бивша Југославија, и благодарност за нивното учество на овај прв наш собир, кој се надеваме дека понатаму ќе биде не само традиционален, него работен и со ефекти кои ќе ги постигнуваме, кои ќе бидат резултат на ангажманот на луѓето од бившите простори, но со најава дека имаме можност и веќе имаме контакти со представници на волонтерски клубови од соседните држави. Но за тоа потоа, а за самиот почеток да ви кажам дека на денешната работна средба овде презентиравме декларација за волонтеризмот како продолжување на она што значеше акцијаштво во едни времења кои се минато и волонтеризам како иднина која што носи перспектива и носи ангажман на луѓето кои се со добра волја, кои сакаат да помогнат и себе, но да им помогнат и на другите, онаму каде што тие можат и онаму таму каде што знаат. За декларацијата и основите на волонтеризмот имаше и презентација во работниот дел на денешната средба, но господинот Љупчо Милковски има директна обврска да ја презентира таа декларација и да ве информира што таа значи, а потоа во работниот дел ќе биде подпишувањето на таа декларација од сите учесници на денешната средба, односно од представниците на акцијашките клубови кои во наредниот период треба да поминат и во волонтерски клубови и издруженија. Благодарам за благодарам и јас да имам можност да се обратам, значи да се мени да се нема најво да се мени. Значи седел да се викара. Да не кажа микрофон. Добро. Благодарам и јас, благодарам на сите кои сте тука. Ние веќе документираме една работа која ја правиме, која ја подготвувавме. Една исправка само, имаме една заедничка платформа која ја имаат сите клубови кои се присутни овдека и на одреден начин ние денеска со презентацијата која имавме поврзана со заедничката платформа за акцијаштвото и волонтеризмот поврзано со она што значат и милениумски цели на Обединетите нации од 2015 каде што е акцентиран овој волонтеризмот. Значи, ние сме дел од ова што го правиме сега. А декларацијата, која ќе ми биде драго и ќе ве замолам да ја подпишеме како клубови, јас, бидејќи е кратка и во 3 члена, ќе ја прочитам. Значи, поврзано со платформата, декларација за афирмација на акцијаштвото и волонтеризмот. Член 1. Ја поздравуваме и прифаќаме заедничката платформа на здруженија и клубови за доброволни работни акции и волонтеризм. Член 2. Ги поддржуваме напорите на Обединетите нации и меѓународната заедница за промовирање, афирмација и практицирање на волонтеризм. И член 3. Се образуваме за активно учество на средби, кампови, едукации и практични волонтерски акции на локално, регионално и глобално ниво. Тоа е третиот член, ете во Охрид, на 1 јуни 2013 година. Значи, подписници треба да се сите клубови, а овде само ќе го прочитам акцијашкиот клуб Брег на младоста во Охрид, Република
Македонија, Зоран Стеновски председател, ќе го замолам пекалото и декларацијата. Јас ќе ве замолам да. Сега го поканувам представникот на клубот од Белград да ја подпише декларацијата. Да напишете клуб, да, Белград и подпис. Следува представникот на клубот од Загреб. Поканувам представникот на клубот од Зеница. Представникот на клубот од Сремска Митровица. Представникот на клубот од Скопје. Представник на клубот од Нови Сад. Представникот на клубот од Зрењани. Следува представник на клубот од Ниш. Представник на акцијашкиот клуб од Тетово. Представник на волонтерскиот клуб од Подгорица. Представник на клубот Бела црква. Представник на клубот од Куманово. Представник на клубот од Ниш. Представник на клубот од Лазаревец. Представник на клубот од Кочани. Кога информирам дека овде се присутни представници на клубот од Смедерево, на оваа средба има представници на клубовите од Германија од градот Витен и Швейцарија од градот Берн. Со овие два клубови, тоа значи дека нашето ангажирање го прошируваме и на меѓународно ниво, покрај овие представници кои се од бивши југословенски простори. За самиот почеток имаме 20 представници од Германија и од Швейцарија.
истија представник на клубот Одбор. Бидејќи се тоа е волонтеристичка активност, каде што отвореноста и добронамерноста е една од основите на волонтеризмот, ги поканувам оваа декларација да ја подпишат и сите кои сте присутни, а имате желба тоа да го направите во лично име, како мотив и поттикнување на она што ќе значи декларацијата да заживее, односно волонтеризмот да ги добие своите прави основи и цели кои треба да ги постигне. Но тоа ќе го направите дополнително по завршувањето на пресуда. Подпишувањето значи дека сме единствени, еден заеднички апел за сите. А сега ја продолжуваме пресконференцијата со вториот работен дел кој следува. Обратно. И во кој Прати се. сакам да ви информирам дека на ова наша прва покана се озваа представници од близу 100, односно учествуваат 100 представници на овие градови кои ги слушнате и овие места кои веќе ги спомнавме. Благодариме за нивното учество и нивниот принос за проширувањето на ваквата активност, а сега да ви информирам дека во работниот дел на денешното представување на овие активности на клубот Брег на младоста имавме презентација за тоа како и овој клуб работно ќе биде ангажиран во наредниот период. Имаме исклучителна можност господинот Дејан Пановски да се вклучи во ваквите активности и да најави дека одредени волонтеристички активности ќе започнат во рамките на активностите кои следат во 2014 година за заштита на Охридското езеро како проект кој е веќе завршен и активностите кои ќе следат за заштита на Дримскиот басен во наредните 4 години, а не информираше дека на крајот од минатиот месец, значи само пред 4 дена, во Тирана е веќе официализирана програмата и прифатено е 4 годишното ангажирање на заштита на Дримскиот басен. Во другите работни активности кои денес ги имавме акција за расчистување на крајбрежјето од потезот од феријално одморалиште до потезот на Младинскиот центар, каде што беше организирана и првата работна акција во 84-та година во Охрид. Со тоа покажавме дека основа на волонтеристичкото ангажирање ќе биде заштита на човековата околина, но ја прошируваме сета таа активности со активности кои ќе следат и ќе бидат исклучително ангажман на волонтери, но волонтери кои што се специјалисти во своите области. Таквите волонтери ќе ги ангажираме по принципот на она каде што ќе е потребно волонтеристичко активирање на тие луѓе во текот на наредните 365 дена, односно во текот на секоја година ќе имаме програма, тој волонтерски клуб во Охрид да функционира по принципот на ангажман на луѓе за одредени сфери и одредени области кои што ќе ги покриваат со своето волонтеристичко ангажирање на непрофесионално, односно на професионален начин, но неплатено и по принципот на добра волја. Тоа е основата на ова се што го започнавме. Ваквата идеја започна во 2011 година. Пред една година безмалку многумина ни се беа изненадени од тоа што размислуваме и каква е идејата да се повторно да се возобнови акцијаштвото, но ние рековме дека во таа идеја ќе направиме и конкретна работа, а ова што денес го правиме е првата работа, а она што ќе следи ќе бидете постојано и навремено информирани и со ваша благодарност, односно со ваше ангажирање, благодарност за се она што ќе не поддржувате да го направиме она како што имаме замислено. Од обновувањето на акцијаштвото до стигнувањето активности на волонтаризам има многу малу, бидејќи и основата на акцијаштвото беше волонтерска активност, а волонтеризмот во 2001 година е официализиран со Амстердамската декларација како активност на светско ниво во рамките на ЮНЕСКО како покровител на сите активности кои волонтерите во целиот свет ги превземаат
за ангажман на луѓето кои сакаат да помогнат онаму каде што ќе бидат повикани и онаму каде што има простор и место тие да бидат ангажирани. Ова е основата на се она што го замисливме. Јас мислам дека според нашата агенда во 13 часот нашите гости денес треба да го посетат и Охрид и да ги видат неговите културно-уметнички и историски знаменитости и ако имате одредено прашање, ви стоиме на располагање и сметаме дека во понатамошниот дел ќе не следите со сите активности, онака како што ние го замислуваме да ја информирате и целата јавност и се тоа да добие димензија на волонтаризам, на доброволно ангажирање, на идеја која што ќе се развива и секој што има добра волја во таквата идеја е добре дојден и може да се вклучи во секој момент. Какви активности имате денес со изградена во Охрид? До сега во првичните активности Зоран. Дојде. Само ваше име презиме може ли? Славко Николовски. Јас сум член на иницијативниот одбор и сега член на организацијниот одбор за покренување на акцијашкиот одбор во Охрид и еден од двајцата иницијатори кои ја започнавме оваа акција во 2013 година. Иначе идејата, извини, 12. Идејата беше од Зоран, јас ја прифатив и ја развиваме во натамошниот тек како идеја на луѓе кои што се проширија од ова на господин Жилковски и десетина други луѓе кои што не подржуваат постојано да го направиме она од идеја до реализација. За денешните активности. Да информираме страната. Само микрофоните на новинари, јас да изразам големата благодарност на огромната ваша поддршка која што неседично ни ја дававте и минатата година кога започнаме со реализација на оваа идеја, поддршка која ни давате и денес. Верувам дека ќе не подржувате понатаму. И сакам накратко да ви информирам за нашите активности кои што се одвиваа во текот на овие 3 дена. Првиот ден беше доаѓање на гостите, сместување. Немаше работен дел. Во вториот дел имаше 2 работилници, од кои што едната работилница беше каземтер Теан Пановски за заштита на Охридското езеро, за заштита на Дринскиот басен и за покренување на меѓународен волонтерски камп. Втората работилница ја водеше Љупчо Николовски, кој што ги објасни заедничката платформа за понатамошно действување на волонтерските клубови. Денес, после ова пресконференција, имаме прошетка по градот. Во попладневните часови имаме обществени активности, кои што имаме комисии за култура, комисија за информирање, кои што ќе подготват радиоемисии, денеси во населбата имаме и озвучување, разглас, ќе подготват теми, комисијата за култура. Вечерта предвидена е бригадирска вечерка што ќе настапи во 20 часот представник на градот Охрид, градоначалникот да ќе ни се обрати. На бригадирската вечер ќе биде присутно и културно-политичкото друштво во Филиграни, кој е нашиот фаворит Војче Китановски и Добро ден, ова е програма. Да, што очекувам се конкретно некогаш овие акции беа доста масовни. Ужива и денес покренувате иницијатива по известен период, изминаа години од тие акции, последните докато средина на 80-те години така натаму. Очекувате ли дека повторно некаква масовност ќе отидат конкретните идеи на што ќе се фокусират и какви проекти ќе се реализираат и дали денес може е полесно или потешко да се мотивираат младите кои останатите да се вклучат во волонтерски акции, акцијаштво како што сакате со оглед на тоа
како се живее на Света Екатерина? Видите, новината коалициите беа најпозитивниот дел од историјата и од тие причини во овој момент ги практикуваат во западните земји. Значи, го задоволно што беше наше најпозитивно, кај што бевме најискусни и со најголем стаж, кај што младите масовно оде и граде објекти од капиталното значење, така и подобно Метропол изграден, така е започната иницијативата за откупување на амфитеатарот. Ај сега исполнам во Македонија и автовратот, братство единство, многу други. И сакал сам да спомнам дека идејата во овој момент, може би ние сме ја реализиравме минатата година, ова идеја започна пред 6 години во Кикинда. Во овој момент постои бултен, кај што зашлените се негде околу 5000 членови, кај што ги презентираат своите искуства за хијаштвото. Во овој момент нашиот клуб брои негде околу 200 членови, кои што во зависност од активностите кои што ги нудиме, се вклучуваат по потреба. Мината година најавуваме и меѓународен амфијашки камп. Можам да ви речем дека е огромен интерес од кај сите присутни овде да дојдете со своји бригади и да учествуваат во меѓународен камп. Јас само дополна на идејата. Основата на волонтеризмот не е масовност. Основата на волонтеризмот во светот денес е да се направи ефикасна акција таму каде што е потребно и во времето кога е таа акција потребна. Тоа значи дека нема да има масовност и да се прекопираат основите на младинското ангажирање во изминатиот период, бидејќи тоа е веќе едно старо време и во овие нови услови мотивацијата да се учествува во волонтерските кампови не може да биде она што беше во периодот кога тие се организираа во бивша Југославија. Основата на волонтеризмот ќе биде доброволност, професионално ангажирање и неплатеност. Тоа значи дека сите кои ќе сакаат во одреден временски период да настапат таму каде што ќе бидат повикани, или сами се преговаат, или тие волонтерски активности ги организираат ваквите волонтерски кампови кои веќе постојат во Европа и во светот. Само еден пример ќе ви кажам, најголемата масовност на волонтеризмот е забележана за Олимпијадата во Кина, каде што пример, волонтерите во Кина и во Аталанта за организирањето на Олимписките игри се пријавиле 2 години порано и не можеле да ги ангажираат толку колку што имаат пријавени волонтери да учествуваат во масовни спортски активности. И да кажам нешто друго, во услови кога се случуваат, не дај Боже, големи катастрофи, волонтеризмот доаѓа до израз, но ние да не размислуваме на нешто што не сакаме да се случи, него да размислуваме на убави работи, каде што волонтерите ги вклучиме пример на фрескожи во описувањето на 10 охридски цркви кои ќе ги говориме со Македонската православна црква, кај што ќе ангажираме волонтери од целиот свет кои имаат дарба и кои учествуваат во реставрацијата на иконите, а тие да учествуваат на еден таков летен или било кој период организиран камп во Охрид, а тоа да го направат на доброволна основа како резултат на својот волонтеризм. Може само да ни даде сега на располагање ги стојат само за момент технички работа 50, околу 80, имаме околу 80 моментално представници од надвор и очекуваме околу 20 представници во текот на денот да дојдат дополнително од Република. Овие кои се надвор од Републикава, од нашава држава се веќе присутни, останатите ќе дојдат дополнително. Сега ви стојат представници на располагање, организирајте се, сите се тие искусни, надвор, кој амбиент сакате да направете во тоа. Ви благодарам и се надевам дека од 2014 Ajde.
Ja sam Boris Izbašić, učesnik Bregna mladost 185, komandant omladinske radne brigade Draginja Nikšić, Sremska Mitrovica. Kako беше порано, како беше поминатото, како е денес да се види? Дали може да се врати тој дух? Може да се врати тај дух, што е некад било? Ja mislim da će se vremenom to postići i biti isto kao što je bilo. Вие бевте во Охрид, какво е чувството, како беше тогаш? Ohrid je nešto posebno za mene i imam jako lepe uspomene i zato se i odazivam i dolazit ću kad god to bude potrebno i kad se bude organizovalo susreti i druge aktivnosti. Omladinska radna brigada Draginja Nikšić posebno je bila združena sa omladinskom radnom brigadom Maksim Kujundić-Konjic iz opština Sarajevo. Učesnik te brigade, komandant omladinske radne brigade Maksim Kujundić-Konjic bio je Kašić Naziv koji je isto prisutan i imamo kontakte od 85. godine, znači mi smo uopšte te kontakte prekidali i dan danas imamo i isto odlazimo, imamo kontakte telefonom, porukama i to što sam imao, to sam vam rekao, mislim posebno mi je drago što sam ovde i odazivat ću se kad god to bude potrebno. Благодариме. Ај вака малце неки... Ja sam Ješić Marijana, predsjednik udruženja Viora Sirmijum iz Sremske Mitrovice. I moju priču bi počela o tome kao učiteljica, daskalica. Pa trebalo nam je 2,5 decenije da ožive likovi iz naših bajki poput Šamac, Sarajevo, Ora, Sava, Morava, Beograd, Ohrid, Partizanski put i mnogih drugih. Evo, upravo oživeli smo pre 5 godina, zahvaljujući biltenu Ora, administratorima Ivani Manigodi, Saši Čolaku i našim dragim drugarima koji su zdušno radili na tome da se ponovo okupimo. Prvo okupljanje je bilo 2008. godine na Paliću, a nakon toga su usledila ostalo okupljanja. 2005. godine je nastala jedna od najboljih stalnih brigada Josip Broz Tito iz Zenice, koju je osnovao komandant Senad Mahmuće Hajić. I to je postala jedna familija, jedna porodica koja se okuplja na svim našim susretima. Osim druženja, mi organizujemo i niz aktivnosti, kao što smo i danas proveli jednu mini akciju, a svako od nas u svojim sredinama, na radnim mestima, upoznaje svoje kolege, učenike, upoznaje i mlađa pokoljenja šta se sve dešava na ovim našim susretima. Zahvaljujući Facebooku mi kontaktiramo, imamo mnoge naše grupe poput Akcijaši, Udruženje Voždovac, Hej brigade, onda imamo i Udruženje Akcijaša Crne Gore i svi smo objedinjeni u tim grupama, tako da ako se čuje neka informacija gde je okupljanje, odmah se širi kroz etar i međusobno smo jako povezani. Znači, to što smo u sada različitim državama, Makedonija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Hrvatska, Srbija, jel? Bez obzira što smo u različitim državama, mi još uvek pričamo istim jezikom srca i svi se razumemo. Istrasirali smo taj put pre 5 godina, nakon 5 godina se već vide neki rezultati i nadam se da ćemo tek nakon svih ovih druženja i ove deklaracije koje smo potpisali, da će prava saradnja krenuti, jer imamo viziju da raširimo volonterizam, da omogućimo mladima da se vaspitavaju i rastu onako kako smo mi rasli
jer evidentno je da je u svim sredinama prisutna jedna učmalost među mladima, da su osakaćene generacije koje nisu rasle u našem vremenu. Mi smo tu i pred nama je zadatak da im pomognemo, da im proširimo vidike, da im rasvetlimo poglede i da oživimo volonterizam i omladinski rad. Позлатена ударничка значка, што ја добив на работната акција Шамац Сараево, далечната веќе сега 78 година. Со голема радост отидовме тамо, многу убаво поминавме и со голема радост за 29 ноември, тогаш голем празник на југословенските народи, јас бев на свеченото пуштање на пругата Шамац Сараево, вториот колосек, пруга која се изгради во должина од 260 км за 8 месеци. Тоа навистина беше прекрасно чувство и организаторите на акцијата направија навистина напор тогаш да ме пронајдат. Ме пронајдоа и учествува во таа свеченост, тогаш ги емитирав познатите спортски коментатори на Југословенската радиотелевизија како би известувале од тој голем настан и големата победа на младината на Југославија и изградбата на пругата Шамац Сараево. Поштовани гледалци, јавljamo се да не го правим. Екстра. Супер. Малце да снимиме. Име и презиме само. Малце поддржате. Војче Китановски. Моето уметничко име, ете, не мора да ќе го имате во камера, ова снимено на лента. Значи, јас сум Војче Китановски, хуморист и имитатор и би требало како секоја естрадна личност, како што се и беа Минимакс, Даниел, Лепа Брена, Беби Дол, Лана, Джани Маршан, Лео Мартин, Мерлин Моро, Елтон Джон, Натали Вуд или Джина Папас Джоксијете од нашите тука. Моето уметничко име гласи Воислав Девојчех Елкитановски, Сенвокина Славе Дестојановски, Сердиме Вандер Трајановски, Жан-Пьер фон Сироткин Китановски, јуниор. Високо